На 7. april православната црква го слави Светото Благовештение и го одбележува споменот на светите великомаченички Пелагија, Теодосија и Дула. Свето Благовештение. Кога на Пресветата Дева и се навршиле 11 години престојување и служење при храмот Ерусалимски и 14 години од раѓањето, значи кога стапи во 15-тата година од животот, свештениците и соопштиле дека според законот таа повеќе не може да остане при храмот, туку треба да се прстенува и да стапи во брак. Но колку големо изненадување за сите свештеници бил одговорот на Пресветата Дева дека таа му се посветила на Бога и дека сака да остане девојка до смртта, не стапувајќи со никого во брак. Тогаш, по промислата и по внушение Божјо, првосвештеникот Захарија, таткото на претечата, во договор со останатите свештеници собрал 12 мажи без жени од племето Давидово, за наеден од нив да му ја врачат Дева Марија на чување на незиното девојчинство и на старателство за неа. И му била врачена на стариот Јосиф од Назарет, кој имал преку 60 години, кој бил и роднина. Во домот Јосифов, Пресветата Дева продолжила да живее исто како и во Соломоновиот храм, поминувајќи го времето во читање на Светото Писмо, во молитви, богоразмислување, пост и работа. Скоро никогаш од куќата не излегувала, ниту се интересирала за светски работи и случувања. Воопшто малку со кого говорела и никогаш без особена потреба. Најчесто во куќата општела со двете ќерки на Јосифа. Но кога се исполнило времето проречено од пророкот Даниил и кога Бог благоволил да го исполни своето ветување, дадено на изгонетиот Адам и на пророците, се јавил великиот архангел Гавриил во одајата на Пресвета Дева и тоа, како што пишуваат некои свештени писатели, во моментот токму кога таа ја држела отворена книгата на пророкот Исаија и размислувала за неговото големо пророштво. Ете, девица ќе зачне и ќе роди син. Гаврил и се јавил во архангелска светлина и рекол: Радувај се, благодатна, Господ е со тебе. И останатото редум како што пишува во Евангелието на Божествениот Лука. Со ова архангелска благовест и со слегувањето на Светиот Дух на Пречистата Дева започнува спасението на луѓето и обновувањето на тварта. Историјата на Новиот Завет ја отворил архангелот Гавриил со зборовите «Радувај се», да означи со тоа дека Новиот Завет ќе значи радост за луѓето и за сето создание. Оттаму и благовештението се смета колку голем, толку и радосен празник. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, Сине Божи,
olivi spasenija našego radi, voplotiti sja od svjatija Bogorodici i prisno Devi Mariji, nepreložno vočelo veći visja, raspnisjaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi, edin si sjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Sjatomu Duhu, spasi nas. Svetite mačenici Pelagija, Teodosija i Dula. Ovi je 3 sveti ženi postradale za Gospoda. Pelagija i Teodosija posle samuvanjeto i Makite bile zajedno so meč isečeni, a svetata Dula, koja bila sluginka, i samata postradala i završila vo gradot Nikomidija. 3 beli ruži, polejani so mačenička krv, gi presadil Bog vo svojata nebesna gradina. Dostojno est Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju i Mater Boga našego, česnejšuju heruvim i slavnejšuju besravnenija serafim, bezistlenija Boga slova rošuju, suštuju Bogorodicu, tja veličajem.